На улицата Брзачка буна на крајот од Шутео Ризари живеат многу семејства. Голем дел од нив се на работ на екзистенцијата, а условите за живот се повеќе од тешки. Тука не причека веселиот џагор на многуте деца, сите се на возраст од 1 до 12 години. Ги прашавме дали одат на училиште и за жал голем број од нив одговорија негативно. Најчесто поради тоа што не имаат лични документи. Зошто не можеш да се запишеш во школа? Па немам извод. Колку години имаш? Јас 12. 12. Сакаш да одиш во школа? Да. Не оди, нема документи, никакви документи нема. На улицата Брзачка буна во Шутео Ризари има многу деца кои што сакаат да одат во училиште, меѓутоа не можат да одат. Нивните родители не работат ништо, најчесто собираат пластични шишиња или железо. Затоа велат и немаат пари за да ги праќаат децата да одат секој ден на училиште. Гледа колку деца има тука, немаме ни вода, нема ни улица, немаме ни живот тука, нема како да ги пратиме овие деца во школа. Треба да ги облечеме, треба да се повлечат, треба да се бањат, како да ги пратиме. Со коњи работиме, идеме по канти, собираме нешто, шишиња, железо, што било. Како ќе ги издржаваме овие деца? Нека ги собират они децата, нека ни дадат работа, да работиме. Ние нема проблем, не само ја, сите сакам да идеме на работа, зашто да не одиме? Салих Турќан, иако го храни своето семејство само од собирање на пластични шишиња, вели дека неговите 4 деца одат на училиште. Тој вели дека тие имаат учебници, но дека некогаш одат и гладни на настава. Само по канти вака од пластик. Испособјаваме некој работи, вака на себе таму у база. Ајде, што одат? Да, од Каритас. Ташни, тоа све, да. Живам потврда, мона се све. Одиш ли редовно? Да. Во дневниот центар за деца од улица Кисела вода досега биле згрижени околу 400 деца, од кои 65% се без документи. Поради овој проблем дел од децата продолжуваат да одат во дневните центри се додека не ја добијат потребната документација. Не е проблем само детето, имаме и цели семејства кои немаат ниту државјанство, ниту одредени лични карти за странци и така натаму. И сето тоа е еден процес кој исто така трае, за кој исто така треба да почекаме. Драги Смјанац од првата детска амбасада во светот Меѓаши вели дека сето дека не се обезбеди вработување барем за еден од родителите. Голем број од овие деца нема да бидат вклучени во образовниот процес, бидејќи освен бесплатните книги, на овие деца им е потребен и топол оброк и облека.